Благодарам. Сметам дека е добро кога има измени кадровски во една влада, бидејќи ќе дојдат нови ликови, нови сили, освежувања кои што сигурна сум дека ќе се заложат за подобрување на состојбата во Република Македонија, посебно зборувам посебно за секторот економија, бидејќи таму сега се предлага нов заменик министер и сметам дека тој навистина ќе се вложи за да се подобри економската состојба во државата, на подобро и воопшто за целото стопанство во Република Македонија. Нешто, господине премиере, што доста не вознемири нас претениците од Иквешкиот крај во овој момент е нешто зборувавме и вчера за лозаропроизводителите наши, е тоа што веќе се дозна откупната цена на винското грозје оваа година и таа е веќе објавена и некои винари веќе кажа дека откупната цена на винското грозје, односно на вранецот оваа година ќе биде 11 денари, со шеќерно, морам да го кажам ова, кажете вие што сакате, само да ве подсетувам дека се замените министри тема, сега грозјето, вчера кога дискутиравме, колегата Бетијан спомна и изборевме нешто и премиерот денеска кажа дека еве земјоделците ќе добијат денар. Должен сум да ви укажам, замените министри се тема на господине премиер, мислам дека за да не ескалира состојбата во Тиквешијата, добро е уште денес, веднаш, да направите едно видување, средба со лозаропроизводителите и со собствениците на винарите, бидејќи незадоволството е огромно. Цената на винското грозје е пониска од минатата година. Малиганите или шеќерноста што се бара е многу поголема, дури поголема и од минатата година, што е неостварливо. Барањето на толку голема шеќерност фактички доведува до намалување уште поголемо на цената на откупната цена на грозјето. А производната цена знаете колку изнесува за 1 килограм грозје. Ветивте пред лозарите дека во вакви моменти ќе интервенира државата, нели, со интервентен фонд. Сметам дека денеска е дојден денот. Конечно, значи тоа ветување денес и да го реализирате. Значи, револтот кај лозаропроизводителите е огромен со право. Ова тие велат, и вчера имав доста јавувања од лозаропроизводителите, дека всушност се прави класична експлоатација на лозаропроизводителот денес. Значи, класична експлоатација за сметка на капиталистите, собствениците на... Благодарам. Ослободете ја говорницата, ме молам.